je Severna Makedonija trenutno. Severna Makedonija momentalno je na nekoja raskrsnica na ona kako će se odvija njeziната sudbina ponatamo. Severna Makedonija je naša partnerka, ne samo partnerka, туку и пријателка. И Северна Македонија е секако во последно време направи голем чекор напред. Сите го познаваме Преспанскиот споразум, договор каде Северна Македонија со Грција дојде до договор и меѓу останатото и го измени своето име. Тој е голем чин, тој е чин кој говори за голема политичка мудрост на двата председателя на владата, како на господин Ципрас, така и на господинот Зоран Заев. Малку има такви историски случаи на кои можеме да им сведочиме, како што сведочевме кај потпишувањето на овој споразум. И секако Северна Македонија ова не го направи туку така, туку поради тоа, за да може да ги исполни сите услови да се започнат со преговорите за стапувањето во Европска унија. Словенија е чврсто го поддржува овој процес и веќе во јуни, но во Европска унија размислувањата, мислењата се различни. Словенија и некои други држави сметаме дека ова прашање на интеграцијата на Западниот Балкан пред се на Северна Македонија, која, како што беше кажано, направи огромен напредок, е од клучно значење како за развојот на регионот, така и за развојот на севкупната Европска унија. Председателот на владата, господин Зоран Заев, вложи многу напори да дојде до ова. И јавното мислење во Северна Македонија на почетокот беше таму негде околу 17% на граѓаните го поддржуваше овој споразум. А денес таа бројка мислам дека е околу близу 70%. Тоа значи дека северно-македонското воство, гледате ви име и јас, тешко некогаш новото име малце го подзаборавам, но тоа значи дека навистина беше темелен прескок да водачите на Северна Македонија и народот на Северна Македонија созна дека европскиот пат е единствен прав пат и дека Европската унија, односно Европската комисија, мора ова да го препознае и секако. Затоа Словенија не е склона кон оној пакетен пристап, туку е склона кон тоа да оние држави кои ги исполнуваат условите за почеток на преговорите, тоа да може да им се овозможи. Секако, како во Северна Македонија, така и во Словенија и во Европската унија, на сите ни е јасно дека до ова стапување во Европска унија не може да дојде преку ноќ, но потребно е, како председателот на владата господин Заев, како и севкупната македонска политика и државјаните, потребен им е поттик, а тоа значи дека им е потребен почеток на процесот, па дури и овој процес ако трае и долги години. Така да присутна е голем степен присутен на реално размислување и денес тоа со председателот на владата уште го потврдивме. Прв пат се сретнавме во Давос, денес тука на официјална посета и ние двајцата сме одлучни да Северна Македонија и Словенија во Европската унија дека ќе си помагаат и дека Словенија ќе биде цврсти поддржувач на Северна Македонија во почетокот на пристапните преговори. Тоа е што се однесува до денешната средба. Всушност, тоа е најбитната тема на денешната средба, бидејќи оваа интеграција е од извонредено значење и затоа мораме да бидеме свесни. Потоа зборевме и за стопанската соработка
Моментално размената на стоки е 300 милиона евра. Сакаме да дојдеме некако среднорочен план ние да дојдеме на 500 милиони, а секако културната размена тука и денес подпишаниот споразум говори за тоа дека сакаме да соработуваме на подрачјето на туризмот, на подрачјето на културата и секако на пошироката стопанска соработа. Политички немаме некои отворени прашања, секогаш добро сме соработувале и така ќе биде. Почитувам председателе на владата на Република Словенија, господине Маријан Шарец, почитувани министри од владата овде присутни, почитувани новинари, представници на медиумите, почитувани граѓани на двете земји. Дозволете прво да се заблагодарам на граѓаните на Република Словенија за ова прекрасно гостопримство кое што преку вашата влада ни е овозможено да бидеме овде на покана на вашата влада и да уште еднаш покрај потпишувањето на овие два договори ги потврдиме и се обидеме да ги унапредиме одличните соработки кои што постојат помеѓу Република Северна Македонија и Република Словенија. Секако најмногу сме да ги отвориме перспективите за економијата, како што рече премиерот Шарец, но и за културата, и за образованието, и за сите други аспекти на меѓусебното функционирање. Сакам да изразам голема благодарност. Словенија е првата земја после Грција која што го ратификуваше протоколот од НАТО заедно со договорот од Преспа, така познатиот. Словенија е првата земја која што го ратификуваше протоколот од НАТО и беше одличен акцелератор и забрзувач на ратификацијата на протоколите за членството на нашата земја, Република Северна Македонија, во НАТО алијансата. За нас тоа значи мир, стабилност, безбедност, но веднаш значи и економија. Овде денеска сме исто така да замолиме за континуираната подршка од Словенија да продолжи и во делот на нашиот пат на интеграцијата во Европската Унија. После договорот од Преспа, после договорот со Бугарија, интеграцијата на целото наше општество преку концептот едно општество за сите. Ние сме мултиетничка земја, навистина и 100% исполнување на реформите заслужуваме после 14 години земја кандидат да добиеме продолжување на процесот. А тоа е почеток на преговорите со Европската Унија. Ние сме свесни дека треба години да поминат за да бидеме полноправна членка, но овој процес на мотивација за нас ќе биде многу значаен, затоа што тоа е наша водилка и тоа не охрабрува да продолжуваме да бидеме уште повеќе европска земја, поголема демократија, поголеми слободи и да го усовршуваме нашето општество. Секако денеска сме овде да зборуваме и за економијата. Сакам да знаат граѓаните на Словенија дека словенските продукти во нашата земја важат за проверено. Словенските компании во нашата земја важат за потврдено и проверено. И ние сме срекни на целата таа соработка што ја имаме со Словенија. Сакаме да ја унапредиме. Словенските компании се инвеститори со 375 милиони евра во нашата земја и продолжуваат со своите инвестиции. Вчера имавме среќа да објавиме заедно со представник на компанијата ТАП МАК нова инвестиција од 25 милиони евра, која што ќе отвори нови 100 работни места во Северна Македонија. Значи, еве 400 милиони евра поминуваме словенските инвестиции во Северна Македонија. Ние имаме овде и значајна инвестиција од Северна Македонија во Словенија, тоа е компанијата ИГМ, која што направи инвестиција поголема од 45 милиони евра, отвори доста работни места, каде што во соработка со владата и со локалната самоуправа навистина представува нов извозен капацитет на Словенија, кој што отвори работни места и го зголемува и бруто домашниот производ на Словенија. Јас верувам дека можеме да унапредиме и трговијата, која што е 300 милиони евра помеѓу нашите две земји. Премиерот на Словенија постави еден убав таргет од 500 милиони евра. Ние како политичари ќе бидеме овде тоа да го овозможиме, а нашите компании токму тоа и да го постигнат, затоа што навистина сме земји пријатели. Нашето пријателство е познато уште од времето на бивша Југославија.
Продолживме со тоа големо пријателство од самостојноста на нашите две земји и Словенија важи за еден од најголемите пријатели на граѓаните на Република Северна Македонија. Сакам да ги информирам граѓаните дека денеска јас остварив посета и со претседателот Пахор, кој што исто така ја поддржува Република Северна Македонија. Ке имаме можност да бидеме присутни на состанокот со претседателот на парламентот Жидан, каде што ќе разговараме за парламентарната соработка помеѓу нашите две земји, а заедно со премиерот ќе бидеме присутни на економскиот форум на бизнисмените од Северна Македонија и од Словенија, за да уште еднаш го споделиме тоа искрено пријателство, да бидеме на располагање за се што им треба, само тие да го напредат повеќе и економската соработка помеѓу двете земји. Изразувајќи благодарност на големото пријателство на словенскиот народ према нашата земја, преточен преку вашите представници, премиерот, министрите во владата, претседателот на државата, парламентот и вашите пратеници, навистина во иднина ќе продолжиме да возвраќаме само со пријателство и со голема почит за сета поддршка што ја правите према Северна Македонија и сите граѓани на нашата земја. Благодарам. Hvala državno. Hvala na lepe reči, hvala na podršku.